Координаторот на советничката група на СДСМ Александар Јовановски денеска повторно одржа пресконференција пред градскиот базен, од каде што истакна дека директорот на јавното претпријатие Чистота и зеленило Даниел Стојчевски не одговорил на ниту едно прашање поврзани со нефункционирањето на базенот. Прашањата на кои што советничката група на СДСМ не добила одговор од надлежните ќе бидат поставени на утрешната седница на Советот на општината, информира Јовановски. Цениме дека ќе беше коректно и честно од негова страна, доколку навистина се почитуваат мерките на владата, да излезеше со информација, да покажеше сметка која добавувачот за електрична енергија им ја доставува, а не да лицитира со конкретни цифри. Исто така можеше да каже дали е рентабилно јавното претпријатие Чистота и зеленило откако им ги изголеми цените на услугите на кумановци за 50%. Дали претпријатието е ликвидно. Во делот на познавање и непознавање на материјата, прашуваме јавно, зошто се зголемуваат средствата од 6 на 8 милиони денари, пари на граѓаните, кои општина Куманово преку програмата за училишен спорт ги префрлува на јавното претпријатие Чистота и зеленило и дали завршуваат тие средства за сервисирање на овој базен за да продолжи да работи. Дали оваа програма се спроведува во пракса или постои само на хартија. За ускладувањето со владата, неплаќањето обврски кон УЈП, хипотеките односно давањето на објекти под залог, како и за 30 годишното владење на СДСМ во Куманово, му порачуваме да си ги ускладат односите во нивното Сдружение за наше Куманово, па кога веќе споменуваат поранешни, актуелни функционери од СДСМ, треба да каже кој бил директор на јавно претпријатие Чистота и зеленило во тоа време, кој го споменува, и каде се наоѓаат сите тие кадри кои што раководеа со Чистота и зеленило, вклучувајќи го и него, во изминативе 10 години. Дали неговите претходници работеа домаќински и честно и дали побарал одговорност од нив за нивната работа. И сосема за крај, ако е вистина дека базенот бил недовршен, технички неисправен и со пропусти во изградбата, како што и самиот кажа, постои тужба, јавно прашуваме како е можно базенот да работи цело ова време. Дали некои од корисниците на услугите на овој базен со тоа не биле изложени во опасност и дали некој ќе сноси одговорност ако се потврди дека овие обвинувања се вистинити. Градскиот базен беше затворен минатиот петок, а според надлежните од јавното претпријатие Чистота и зеленило повторно ќе биде ставен во функција за јавна употреба од месец април 2023 година по примерот на останатите затворени базени во државата.